Dobroveče i veliko hvala, gospodine Gruevski, što ste pristali da govorite za televiziju Pink. Ja moram da se pohvalim na početku, vi me ispravite ako grešim, ali čini mi se da je televizija Pink jedini, odnosno prvi strani medij za koji ćete vi dati intervju. Da, točno je to. Hvala vam posebno na tome. To je i neka vrsta vašeg poverenja koje imate u našu televiziju. Zaista hvala na tome. Voljela bih da počnemo ovaj razgovor time kako ste se našli ovde gde se trenutno nalazimo. Reći ćemo kasnije, naravno, pa sad već i svi znaju. Pošto od strane aktuelne vlasti u Skoplju postoje pokušaj nemalobrojni da se Srbija nekako uplete u vaš odlazak iz Skoplja. A ako se ne varam, opet ispravite me, vi ste bili slobodan čovjek kad ste napustili Makedoniju. Da, apsolutno. A oni su retroaktivno digli optužnicu da bi kasnije ubedili narod kako ste vi nešto bežali od pravde i tako dalje i tako dalje. Izvolite. Da, Srbija nema veze sa ono što sam ja uradio, sa sve moje odluke. Jedinstveno što je Srbija na nekoj način može da se spomne, što pominав niz teriторията на Srbija. Pominав со валидна лична карта, која што важеше, немаше никаква потерница по мене, како што кажавте, јас бев слободен човек. И од Тирана, преку Црна Гора, преку Србија, пристигна во Унгарија. Како што е веќе познато, превозот беше организован од маđarske државе. Од унгарската дипломатија. Recite mi, vi ste se zapravo u Tirani, u mađarskoj ambasadi, javili i zatražili politički azil. Да, јас пристигнав во Тиранската амбасада, каде што побарав политички азил, заради политички прогон. По известен период престојував таму во амбасадата, бев примен во амбасадата и потоа бев известен дека тие ќе обезбедат превоз заради безбедносни причини, со обзир на тоа што долго години сум бил премиер на Македонија. Процениле дека заради безбедносни причини добро е да бидам превезен до Унгарија, а потоа унгарските имиграциони власти да одлучат дали ќе ми додадат азил или нема да ми додадат. И доделили. И доделија азил. Одлучија, откако ги поминав интервјуата, во 2 наврата имав долги интервјуа со многу прашања. Едното траеше 6 часа, второто траеше околу 2-3 часа. И после известен период ме известија дека сум добил политички азил заради политички прогон. Можете možda gledaocima da približite šta konkretno znači politički azil, dobiti politički azil u nekoj zemlji? Pa, јас не можам правно точно да го кажам, бидејќи не сум правник, но на некој начин унгарската држава, која што е членка на Европската унија и на НАТО, процени дека во Македонија вршен е политички прогон врз мене и дека може да добијам еден вид на престој тука, со кој што се заштитувам од понатамошен политички прогон. Имам лична карта за странци, имам пасош за кој што го дава на луѓе со азил, и тоа е тоа. И сум слободен човек во Moram još nešto da vas pitam. Nadam se da se nećete ljutiti. Zar nije sramota za Makedoniju koja pretenduje na to da postane članica Evropske unije, a postala je pre neki dan i članica NATO, da je tretiraju kao zemlju u kojoj se vrši politički progon? Тоа е голема срамота за земјата и јас не знам како понатаму планира да зборува дека се функционална демократија, дека земјата ја јакне демократијата, кога држава членка на Европската унија додели на поранешниот премиер политички азил заради политички прогон. Кога уште една земја на Европската унија, Грција, нивниот врховен суд процени дека двајца луѓе што таму избега, кои што исто така се под политички прогон, дека тие всушност треба да бидат слободни и ги остави на слобода. А тие има одредена аболиција од председателот на државата и требаше да бидат уапсени, тие заминаа во Грција.
грчките власти ги изнесува пред суд и судот процени дека тие се во право, дека аболицијата на председателот е валидна, додека македонската држава сметаше дека не е валидна. Грција е исто така членка на Европска унија и НАТО. Така што веќе две држави членки на Европска унија и НАТО потврдуваат на еден или друг начин дека во Македонија се соочуваме со сериозен политички прогон од страна на актуелната власт. Опет били смо сведоци još nečeg što je prilično nezakonito, možda i nije, mislim, ali meni tako deluje, a to je da u trenutku kad je trebalo da se izglasa promjena ustava u Makedonskom sabranju, ponuđena je abolicija pojedinim poslanicima VMRO DPMNE od strane premijera i trenutne aktuelne većine. Prosto su im nudili kao neku vrstu zamene. Eto, mi vama slobodu, a vi nama glas. I to ne krijat za to. Da. To je tijelo kažu. Da, tako je. Čak su dovodili jednog čoveka nesrećnog iz bolnice. On je bio u zatvorskom, bolnički pritvor je bio u pitanju. Oni su ga izveli, doveli u parlament i onda... Znate što? Da, imаше nešto, jedna informacija, ne znam da li je točno, дека некој бил однесен во болница, па бил донесен. Што ти е направија? Каква операција? Прво, невини луѓе ги прогласија за виновни. Им измислија дела. Ги ставија во притвори, покренаа обвиненија, луѓе тргнаа додат на судови, земавме адвокати, некои од луѓето во домашен притвор, некои во притвор, им ги загрозија животите, семејствата, им ги променија животите. Или кога човек има неколку обвиненија или пак се наоѓа во притвор, тоа веќе не е исто. Како пред тоа, тоа е целосно фокусирано, тоа се бори со тоа. За после во даден момент, кога ќе им требаат да ги ослободат, или барем да им понудат ослободување, тие што ќе прифатат, ги прогласуваат за проевропски. Dakle, они штом прифатат и гласат, после тоа се они проевропски, со европска визија и така натаму, додека оние кои што нема да прифатат, тие се ретроградни, криминалци, насилници и се најлошо што може да се каже. Значи, истите луѓе со повеќе или помалку слични обвиненија, одеднаш едните стануваат од криминалци, пошто преходно и за нив тврделе дека се криминалци, одеднаш тие веќе не се криминалци, тие имаат далеку сежна визија, додека овие другите, кои што еве одлучиле да ги бранат државните и националните интереси. Što bi rekla deca, pa dobro, može i tako. Videli smo da može. Mene zanima, vas specijalno tužilaštvo tereti za nabavku blindiranog automobila. Da. Kakve to veze ima sa korupcijom i sa zloupotrebom službenog položaja i sa, mislim... Со корупција нема никаква врска, затоа што и обвинението не е за корупција. Тие ме обвинуваат дури нивниот вештак. Вештак кој што го обезбеди специјалното јавно обвинителство. Кажува дека маржата што е остварила компанијата која што го набавила Мерцедесот е во рамките на вообичаената маржа. Така што тоа е настрана, нема екстра профит, нема ништо. Оно што тие ме обвинуваат е дека јас сум влијал на Министерката за внатрешни работи да се набави такво возило, бидејќи сум сакал покрај странските гости што ќе го користат, понекогаш и јас да се возам во него. Страшен злочин, ако смеем да приметим. И тоа е член 359 од Законот за кривична постапка, кој што се нарекува влијание заради остварување награда. Наградата е што понекогаш и јас би се возил во тоа возило. Инаку мене ме превезува како и секој премиер, председател, министар за внатрешни работи, председател на парламент, исто така со блиндирано возило, кое што беше 15 на години старо. Но процениле дека понекогаш кога одам на подуг пат или кога во моменти кога моето возило е на сервисирање, дека ќе го користам новото возило. И тоа е таа награда што јас сум ја добил и требало да ја добијам. Ali očigledno aktualna... во ново блиндирано возило. Očigledno da je aktualna vlast uspela donekle
jer su pojedini strani mediji čak objavili da ste vi optuženi za delo koje... Mislim дека тоа е диригирано од еден центар, бидејќи повеќе странски медиуми, како што кажете, особено со левичарска провиненција, објавија кратка вест. Груевски осуден за корупција. Да. И тоа после се шири. А вие како може само да собирате пердови, нели? Тоа е она дезинформација. Знате како, тоа е како кад проспете јастук перија, се разлетија. Јас всушност не само за овој предмет, туку и за другите предмети за кои што ме обвинуваат, немам ниту едно обвинение за корупција. Сите се за друго. Например, имам уште едно обвинение. Али они инсистирају на томе да ви бежите од правде. Где е ту бегство од правде? Јас не избегав од правдата. Да. Јас ставен во затвор со неправедна судска одлука, со политички прогон, со политичка мотивација, со политичка нарачка, каде што ќе ми беше загрозен животот. А не од правда. Јас до последен момент одев на суд. До сите рочишта ги бев присутен, ниту еднаш не изостанав. И на овој предмет, и на сите останати предмети. Вториот предмет за кој што ме обвинуваат, ако дозволите, е исто така по член 359, влијание заради остварување награда. Во тој предмет ме обвинуваат дека сум сакал еден автопат да си... Бидејќи сум сакал да се заврши пред изборите и да остварам политички поени. Се повикуваат на еден наводен телефонски разговор во кој што министерот за транспорт ме прашува, наводно ме прашува, дали патот да се гради за 3 или 4 години, јас му велам не за 3-4, тој е краток пат за 2. Добро. И толку. И тоа е тоа. И тие викаат, добро, тоа 2 години се поклопува со наредните избори. Што значи, ти си сакал патот да биде завршен пред изборите и да оствариш награда, а наградата е политички поени пред изборите. Тоа е тотално сулудо. Морам још нешто да вас питам. Тотално сулудо. Знате ли за још неку земљу у свету, као што е Македонија, где опозиција прислушкивала владајуќу странку? Па е онда господин Заев излазio со оним такозваним бомбама koje je bacao. Prosto uvek je obrnut slučaj. Vlast je tako, ima sve mehanizme koje može da iskoristi za slušanje svojih političkih protivnika. Ne, u Makedoniji je bilo obrnuto. I ne samo to. Da li je to možda znak da su oni imali nekog stranog mentora, pomagača, koji im je to sve ustupio? Од она што го знам, се работи за снимање од лица кои што биле вработени во Министерството за внатрешни работи, а врабувани од поранешниот шеф на разузнавањето во времето на социјалдемократите, и тие тоа го признаа на суд. Тие признаа дека тие снимале, дека нарачката ја добиле од поранешниот шеф на разузнавање, кој што бил шеф во времето на СДСМ, и се спогодија со судот колкава да биде затворската казна, и еден период лежеа затвор. По нивна согласност. Значи, тие кажаа, нарачките за снимање ги добивме од господинот Верушевски. Тој ни ги даде телефоните на Никола Груевски, ово и оно, и сите ги кажа, ги има во судската одлука, пишува се. Тие признаа, и не само што признаа вина и се спогодија колкава да им биде затворската казна со обвинителството. За после тоа да дојде до пресвет, да ги излечат од затвор, да ги прогласа за херои. Херои кои што всушност не снимале, туку тие биле свиркачи. Тие обзнаниле дека се снима. И со тоа ја донеле демократијата во Македонија. Još jedno pitanje mi pada na pamet, a to je kada je nakon sukoba 2001. ako se ne varam, odmah nakon sukoba na jugu uže Srbije, prednali su se sukobi na teritoriju Makedonije sa, tada se to zvalo ANA, a zapravo to je jedna ista vojna formacija OVK, znamo i vi i ja, samo što je menjala ime od teritorije do teritorije. Nakon toga postignut je Ohridski sporazum. Da.
gde su Albanci dobili mnogo veća prava nego što su do tada imali. Da. Između ostalog i to da tamo gde ih je više od 25%, podjednako mora da se koristi i makedonski i albanski jezik. Problem je bio u tome što zapravo Albanci već godinama, kao i u Srbiji, nisu izlazili na popise i nikad se nije znalo tačno gde ih je 25, gde ih je više od 25 i oni su zloupotrebljavali taj Ohridski sporazum, jer Ohridski sporazum je dozvoljavao da prosto oni se služe svojim maternjim jezikom i kad ih je manje i kad ih je onoliko koliko treba. Šta je to njima još toliko nedostajalo? Što nisu imali po Ustavu i po Ohridskom sporazumu, nego je moralo da dođe do tiranske platforme da bi oni bili zadovoljni. Znate što, jaz tukaj ne bi govoril narod, albanski narod. Tije imajo potrebo od ono što imajo potrebe Makedoncite. Po dobar standard, po kvaliteten život, po demokratska država, po golema pravda, po visoki plati, po veliki investiciji. Dobro. Jutra nivnite političari, nivnite vodači, imajo drugi agendi i smeta дека преку тие агенди ќе остварат одреден istorijski uspeh. Ali dozvoljavate jednu stvar, da su oni sve to želeli, znači i veće plate i bolji standard i više demokratije, ali ne u Makedoniji, nego u Velikoj Albaniji. Официјално, политичките партии во Македонија го негираат тоа. Кажуваат дека сакаат да живеат во Македонија, дека тоа е нивна татковина, нивна држава, но дека бараат повеќе права за албанците во Македонија. Слушаме се и се што како неофицијални агенди, но официјално ставот на политичарите албанци во Македонија е тој. Мислам дека најмногу што може да се помогне на албанците во Македонија е ако било која влада, вклучувајќи и ова, сега направи нешто повеќе за животниот стандард на сите граѓани, вклучувајќи ги албанците. Тие масовно си селуваат од Македонија. И македонците си селуваат, но албанците уште повеќе. Не заради тоа што можат или не можат да говорат албански јазик. Не заради тоа што имаат или немаат право на образование, имаат право. Еве сега имаат со овој закон на неуставен начин донесен, речи си е изедначен албанскиот со македонскиот јазик. Добивме на некој начин двојазична држава, иако тоа е неуставно. Но ништо не им се подобри животот. Нивниот живот и понатаму е... Dobro, kako će ova vlada da poboljša uslove života ako znamo da je za 30 i nešto % povećan dug, javni dug Republike Makedonije od trenutka kad je Zoran Zaev postao premijer, do toga da su smanjene strane investicije, da su povećani neki porezi koje ste vi smanjivali, da je zapravo on radi sve suprotno od poboljšanja životnog standarda. Да, се зголемија даноците, се влоши економската ситуација. Првата година има 0 раст, 0,1. Тоа е 0. Втората некој помал раст, така што нашата економија, додека беше ВМРО на власт, во повеќето од годините имаше прв, втор или трет највисок раст на економијата во Европа. Највисок раст на GDP. Дури во најкризните години, колку и тој да беше низок, беше повисок од речиси сите земји во Европа. И тоа не беше случајно, беше резултат на еден огромен фокус на тоа прашање, еден огромен напор, еден извонреден тим донесен од сите краеви на светот, од Америка, од Англија, од Германија, од повеќе држави, луѓе кои што ги привлеков да влезат во владата, кои што имаат огромно искуство за привлекување инвестиции. Сега тоа е настрана ставено. Дојде на еден исклучително слаб тим, кој што не е фокусиран на тоа, кој што е во најголем дел одаден на криминал, корупција, брзо збогатување. Тие гледаат дека нивната влада има друга агенда, дека е донесена заради друга агенда. Таа не победи на избори, тие ги загубија изборите. Но со разни малверзации и надворешни влијанија, тие направија влада. Затоа што имаат одредена агенда, поврзана со промена на името, промена на идентитетот, историјата и така натаму. Историја и све остало, така. И нивните министри се свесни дека тоа нема долго да трае.
дека тие имаат една употребна вредност, која што кога ќе заврши, Recimo, ќе има рамен терен за игра. Izvinite što vas prekidam. Na red će doći jedna od tačaka tiranske platforme koja se odnosi na genocid, koji je izvršen od 1912. ako se ne varam do 1956. Pa sad ako stavimo na stranu to 1912. do 44. 5. ajde da kažemo to su radili Srbi nad Albancima. A šta ćemo s tim od 45. 6. do 56. To znači da su Makedonci činili genocid nad Albancima. Не само дека македонците чинили геноцид, туку комунистичката партија, чиј што наследник е СДСМ, која што е сега коалиционен партнер на ДУИ. Da. Бидејќи Социјалдемократскиот сојуз во 91-2 година Dobro. прогласи дека го менува името прво во едно друго име, па потоа во социјалдемократи, но во нивниот статус стои дека се наследници на поранешната комунистичка партија. Значи, нивната партија, која што само го сменила името, извршила геноцид на албанците во Македонија. Тоа е логиката. Иако таа точка не е дојдена се уште на дневен ред, но ако дојде, тоа е... Mislim, da li će se neko pobuniti, da li će neko reći mnogo ljudi nemojte menjati istoriju. Mislim, to nema veze sa onim što se zaista događalo. Jer Albanci, ako se ne varam, na taj način pokušavaju da dokažu da bi njih bilo, ako ne više od Makedonaca, bar podjednak broj i da bi oni zapravo bili podjednako konstitutivan narod u Makedoniji. Ali eto, pošto su bili žrtve genocida, njih je manje jer su istrebljeni, pa su eto slučajno tamo neki Makedonci napravili državu, ali ne bi trebalo. Знаете што, низ историјата гледано, Балканот бил буребел. Имало многу убиства, многу колежи, многу масакри, но дека и немам тука ништо против албанците, веројатно, некогаш и тие имале. Нема ником, во некој период од историјата и тие имале своји жртви. Но фактот, но идејата да се прикажи дека биле поголем број од македонците е историски, статистички или било како сакате неточно. Не постои таков период кога биле побројни албанците од македонците во Република Македонија. Напротив, биле многу помало бројни од што се сега. Mene zanima, recimo, da se sad pojavi Goce Delčev u Makedoniji. Gde bi on završio? U zatvoru? Verovatno kao retrogradni taj element, ovo što ste malo čas navodili. Goce Delčev, ова е вака интересно прашање да се појави сега. Веројатно брзо би станал предмет на прогон. Да. И би морал да напушти. За да може да се консолидира и да може да се врати да ја продолжи својата мисија. Меѓутоа, ако Гоце Делчев се појави заедно со неговите следбеници, четници, односно комити, komiti. Тогаш мислам дека Зоран Заев би требало да напушти. Dobro. A šta ćemo sa ne mnogobrojnim, na vašu sreću, na sreću države Makedonije, ne mnogobrojnim, ali ipak prisutnim savetnicima iz Srbije, prilično kontraverznim likovima koji su napustili svoju državu, ne bili, eto, savetovali novog makedonskog premijera, nek mu je Bog u pomoći. Да, имам слушнато дека има такви советници, лично не ги познавам. Имам читано доста контраверзни работи. Pa ne, nisu oni došli zbog vas, oni su došli zbog njega. Да, но не ги познавам луѓето. Имам слушано и читано доста контраверзни работи за нивното минато. Што прават и како прават, точно не знам. Некако се во некоја сенка, во позадина, нешто има, но не знам точно што. Едно време знам Jedan je, ja mislim, gospodin Zoran Bašanović. On se tu nešto oko ekonomije spominje, on je ekonomski savjetnik. A drugi je gospodin Saša Obradović. On je bio poznat po svom radu u energetici. I on je, ja mislim, došao u Makedoniju ne bi li bio savjetnik za energetiku ili direktor možda čak makedonskog EPS-a, kako se to zove? EPS se zove. Tako je. Proizvodite na električne. Tako je. Ali je onda nekome ipak palo na pamet da to ne bi bilo u redu, pa je ostao kao savjetnik u senci za energetiku. Веројатно е така нешто, бидејќи колку што можам да забележам во јавноста ги нема.
Само се сеќава на почетокот имаше во јавноста информација дека некој од нив ќе биде директор на ЕЛЕМ, Да. државниот производител на струја. Имаше многу критика заради тоа, не заради тоа што е од друга држава, туку заради Разумем. наводно некое лошо негово минато, не ги знам деталите. И подосна тоа се тргна од дневен ред, тој не стана директор, друг некој поставија и од тогаш немам чуено за нив, но знам дека се тука некаде, дека нешто советуваат. Да. Нешто советуваат, што советуваат, точно не знам. Благо Македонiji. Тоа е све што имам да кажем на ту тему. Реците ми, очекujete ли ви неке промене? Ипак народ nije mirovao ni sad kada je došlo do tih neustavnih promena. Prosto skupljali su se neki ljudi ispred sobranja, hteli su da reaguju, ali njih niko ne sluša više. Па народот виде дека власта по секоја цена е спремна да ја освари агендата заради која што е донесена на власт. Значи, тие преземале обврска и затоа ги донесува на власт, не ги донесе народот ни на власт. И се спремни по секоја цена, секого да уапсат, секого да овинат, секого да заглават, на секого да му го растува животот, што и да треба да направат само да ја реализираат својата цел. И веројатно тие причини ја чека својата наредна шанса, а таа шанса се следните избори. Затоа што народот се чувствува измамен. Заев за време на изборите, на сите медиуми, на митинзи, јавно говореше дека не доаѓа во обзир да се смени устав. Tako je. Дури во некои емисии се колнеше во своите деца, во своите роднини, дека тој никогаш не би го сменил името. И тоа е измама. Кога измама и ако не се спомне таа тема, го направите, без при тоа да го пријавите таква голема работа. Значи, таква крупна одлука се носи ако преходно ја најавите. Tako je. И дури ако не ја спомните, е измама. А камоли ако говорите спротивно. А тој говореше спротивно. Тоа е голема измама. Голема измама и начинот на кој што се потпиша договорот со Бугарија, каде што се прифатија сите барања на Бугарија. Мислам дека на бугарската влада, исто како и на грчката, не и се веруваше кога добија се што побара. Мислам дека и грците и бугарите ни во сон не очекуваа дека еден ден ќе го добијат тоа во таква форма како што го добија. A opet i u Grčkoj je bilo dosta protesta povodom sklapanja Prespanskog sporazuma. Да, таму е тензијата нарасната со децении. Da. Но сепак, знаете што, народот може да има емоции и да протестира. Но грчките политичари добро знаат дека ова беше шанса во 100 години. Дека е шанса што не смее да се пропушти. И не ја пропушти. Da. Тие што се разбираат од ова прашање. Zapravo njihovi Тие што се protesti стручни по ова su прашање, знаеат што treba да направат. njihovi protesti su bili u smislu da uopšte ne sme da se spomene termin Makedonija van granica Grčke, pa zato nisu bili za Prespanski sporazum. Njima nije bilo dovoljno ni to što vi zapravo menjate ime države. Договорот има еден пасус каде што вели целата историја поврзана со антиката не припаѓа исклучиво на Грција, додека втората страна, тоа сме ние, по договорот, нема ништо со тоа. И не смее да се повика на тоа. Dobro. И сега гледате, мојот татко е роден 20 км од другата страна на границата, Добро. во денешна Грција. Тогаш таму 90% живееле македонци и говореле на истиот јазик на кој што ние говориме. Тој смее да се повика, бидејќи е таму роден. Јас, бидејќи сум роден во Република Македонија, не смеам да се повикам. Малку сулудо, но тоа е тоа. Pa dobro. Politika. Mislim, zanima me još jedna stvar. Da li ste očekivali da će vaš dugogodišnji koalicijni partner, gospodin Ali Ahmeti, tako brzo da se povuče i da pretrči na suprotnu stranu i da odustane od svih onih godina saradnje sa vama i provođenja jedne druge vrste politike? Кога ги започнавме преговорите со ДУИ за нова влада, после изборите во декември 2016, на првиот состанок тој ми каже дека има две опции. Или да направи коалиција со ВМРО ДПМН, или ако не успее да направи, да се оди на нови избори. И тоа го каже во присуство на уште најмалку тројца до Илуја. Со тоа даде до знание дека нема никаква намера Шансе да преđe, коалиција со други. И мислам дека тогаш искрено зборуваше. Затоа што
тој ја донесе тезата во Македонија победник со победник. Така. Победникот кај македонските партии со И од победникот националних манјина. албанските да направи коалиција. А тој е човек што обично се држи до дадениот збор, сака да го одржи, не сака се стави во ситуација да изважи и така. Преговорите течеа на начин што најмногу се преговараше за законот за јазици. И на крајот по долги дискусии, дебати, расправи и така натаму постигнавме одреден договор кој што беше уставен, кој што беше во рамките на уставот. Не предвидуваше некои работи што ги има во овој договор, како на пример двојазичност на парите или двојазичност на униформите на полицијата, војската и така натаму. И други работи не ги предвидуваше, но предвидуваше одредени работи кои што беа во согласно со уставот да преминат како права за користење на јазикот на албанците во Македонија, на албанскиот јазик. Но последниот ден, кога практично тој требаше одлуката да ја помине на неговото председателство и требаше да ги одредат имињата на министрите, ние веќе ресорите ги бевме поделили. Кој ресор ќе предложи министер Дуј, кој ВМРО ДПМН. Последниот ден практично дојде до пресврат и од она што се мои сознанија се работи за притисок од надвор. За жесток притисок од надвор. Така да тоа е тоа. Ali to ne bi bio prvi put da vi imate neku vrstu problema. Jedan od gosti u ovim emisijama koje smo mi radili povodom situacije u Makedoniji, što predizborne, što izborne, što postizborne krize, mi je rekao da recimo čovek koji je ambasador koji je pri UNESCO je dobio od vas jednu vrstu naloga, a to je da ne glasa ili bar da bude odsutan iz sale kada se glasa za prijem Kosova u UNESCO, da je on rekao u redu i onda uradio potpuno suprotno na sednici. Да, тоа беше помеѓу него и министерот за надворешни работи. Така е. И отприлика така како што кажувате. Znači, priča je istinita. Да. Zar vam tad nije bilo već sumnjivo kako će se ponašati koalicijni partneri u nekoj situaciji? Имало и други такви ситуации. Не е само таа, но во целина, знаете, кога имате коалиција не може се да е идеално. И не може да очекувате 100% дека ќе се прави се како што посакувате или идеално или подмачкано и така натаму. Има тука и таму проблеми, но ова беше голема оставка. Ова што го направија. Значи речи си договорена коалиција под притисок од надвор заради промена на името. Значи притисокот не беше затоа што некој не им се допаѓа или некој е ваков или онаков, туку заради промена на името. Знаете што за надворешните фактори промената на името... To je zapravo da bi se Grčka smirila na neki način. Промената на името, решавањето на проблемот со името за надворешните фактори всушност значи влез во НАТО. Што ние не сме против. Ние сме повеќето македонски партии и повеќето граѓани сакаме земјата да влезе во НАТО и во Европската унија. Но проблемот е цената за тоа. А цената е промена на име, промена на устав, идентитет. Например, во иднина ние веќе нема да можеме институционално да го користиме нашиот идентитет. Никаде не сме веќе на институциите да стои македонски, македонска, македонско. Не може да имаме Македонска академија на науките и уметностите. Туку Академија на науките и уметностите на Република Северна Македонија. Не може да имаме Македонски народен театар. Не може да имаме Македонска филхармонија. Не може да имаме Македонска радиотелевизија. Се што е придавка македонски, македонска, македонско, институционално треба да исчезне. А ако идентитетот го немате институционално, тогаш го имате само приватно по дома. И тоа не е тоа. По дома секој може да се... Па по дома, кога сме били и под робство, нечие, сме се нарекували македонци. Поентата е кога имате своја држава да можете слободно да го користите вашиот идентитет и во институциите. Сега тоа со овој договор исчезнува. Da li će se menjati zastava i himna? Во Тиранската платформа тоа е спомнато. Затоа и се не можам питам. да го исклучам. Не можам да го исклучам, ниту пак можам да го потврдам. Не знам што ќе се договорат коалиционите партнери. Pa evo vidite, do sad gospodin Zaev ide gotovo tačku po tačku tiranske platforme ispunjava. Pa možda mislim prosto da se
predvidi da će i to doći na red. Da, ne je isključeno tako. Njima navodno... Albancite neki dolg period govora za... Da, njima navodno u himni smeta što se spominju 3-4 istorijska makedonska imena, a ni jedno albansko. Pa evo ja vam predlažem recimo da se ubaci Šota Galica, mislim ona je baš onako bila poznata. Ne znam što će se slučiti po to kašenje. Влезе во Тиранската платформа, та на некој начин се прифати од страна на СДСМ. Дали ќе се оди кон целосна нејзина реализација или не, останува да видиме. Da se vratimo još jednom na aktuelnog premijera. Ako se ja dobro sećam, a čini mi se da se sećam, on je pre nego što je se kandidovao za premijera i uopšte na ovim izborima, jedino čime se bavio bio je gradonačelnik Strumice, je li tako? U tom nekom periodu on iza sebe ima jednu prilično prljavu aferu sa primanjem mita. Šta se dogodilo sa tim? Da li je on uopšte ikad odgovarao za to? Афери како афери ги има повеќе. Многу. Но има една. Ja se sećam ove, da. Каде што човекот на кој што тој му баро мито... On je tražio 300.000 или тако нешто евра за неку услугу. Има една афера каде што човекот на кој што тој му баро мито отишол во полиција и пријавил. Полицијата пријавила до обвинителството и обвинителството издало налог за така наречени пимерки. Тоа значи снимање. Добро, снимање, да. Полицијата му поставила камери на не знам на што, на неговата машина или одело или не знам на што. И тој така отишол во канцеларијата на господинот Заев, каде што е снимен целиот разговор, во кој што се гледа дека господинот Заев бара мито. И дека го условува, она што законски му следува на тој човек да го добие од општината, го условува со плаќање на пари. При што неколку работи се забележливи, дека дел од парите треба да ги даде на неговиот брат и дека тие се за нив. Второ, забележливо е како му објаснува дека тоа сите го прават. И наведува други фирми кои што исто така ги оствариле своите права во општината, но преходно постапиле така како што тој бара сега од нив и ги наведува по име кои фирми. Судот и судиката и судиите кои што мене ме осудија за Мерцедесот, него го ослободија за ова. Иако има пимерка која што е со наредба на обвинителството и со звук и со слика. И како тоа објаснувате? Експлицитно. Знаете што? Судството во Македонија во моментот е во најбуквална смисла заробено. Судиите се или преплашени, или дел од нив се блиски до СДСМ. Поголем дел се оние кои што се преплашени. Тие вака размислуваат. Оваа партија што дојде на власт има некоја огромна подршка од надвор. Прават што сакаат. Кого сакаат затвораат. Па погледнете што му прават на Груевски, на еден куп поранешни министри за внатрешни работи, за транспорт и така натаму. Зошто мене како судија не би ми направиле нешто? И тие тогаш судат онака како што ќе се побара од нив, или дури и да не се побара. Судат онака како што мислат дека ќе ја задоволат власта, односно премиерот. И дека кога тие ќе слушнат како осудиле некого, дека ќе бидат задоволни и дека нема да имаат пречки за нивното напредување и за нивната слобода. Судиите во своји затворени кругови отворено зборуваат за тоа. Зборуваат дека се плашат за својата слобода. Зборуваат дека ако постапат поинаку може да бидат казнети. Така што тоа е атмосферата во македонското судство. И онда се тоа зове слободно судство. Попусти се сите овие измени на закони што се прават, наводни реформи, па као Европа ги прифаќа, па напредок имаме и така натаму. Се додека главната партија на власт диктира како ќе се носат одредени пресуди, особено на политички лица. Тогаш. Или пак овој случај со господинот Заев, каде што имаме еклатантно барање мито. Еклатантно, со примери, раскажува како и другите тоа го правеле, како е редот, кај кого да ги однесе парите и така натаму тоа. И тоа да се прогласи дека да се ослободи од вина. Тоа кажува
osudila se. Recite I istite mi, sudi i mene me osudila na 2 godine zatvora. Potpuno. Ono što me interesuje... Во постапка која што никогаш не се повторила во Македонија. Се извинувам што е прекинав. Nije slobodno. Бев на судење секој ден. Од наутро од 9-10 часот, кога како, до навечер 6, 7, 10 навечер. Имаше судења секој ден, 100 недели, секој ден на суд. Такво нешто во Македонија не се случило до сега. На никого. Со дрско однесување на судиите, со казнување на нашите адвокати за најситни работи што тие ќе мислат дека се пропуст. Знаете, кога влегува во судницата, кога првиот пат влегува во судницата, веќе беше јасно, се гледаше, секој во салата гледаше дека судијата веќе ја донела одлуката. Да. И тоа е едно језиво чувство. Koliko još traje mandat gospodina predsjednika? Неговиот мандат е до 12 мај. А изборите председателски се очекува да бидат, односно веќе се распишани во април. I on više nema prava da se... Ovo je njemu drugi mandat, tako? tako? Согласно уставот нема права. Da. Imate li vi svog kandidata? Mislim, hoćete li imati kandidata za партијата? Da. ВМРО ДПМН, од она што следам, во моментот се врши представување на потенцијалните кандидати. Избор, да. И мислам на 16 февруари треба да биде избор на кандидат. Има 9 пријавени кандидати. Кај нас, во нашата партија, сето тоа оди се објавува јавен повик. Добро. Кој сака да се кандидира, да достави пријава. Потоа се пуштаат кандидатите во комитетите, во општинските комитети да се представат. И на одреден датум има конвенција на кој што се гласа. Гласaju opštinski komiteti. Delegati na opštinskите komiteti гласаат и други делегати, кои што не се од општинските комитети, но се променетни личности во партијата. Добро, веројатно и главни одбор и председништво и сви гласaju за... Да. Не знам колкава бројка е тоа, веројатно е нешто слично како на Конгрес, 400, 500, 600 делегати, отприлика е така. И значи 16. февруара ќе се знати кандидатот на кандидат. Dobro. Zato što je gospodin Ivanov, mislim, prosto bio u jednom trenutku, on je bio jedina institucija za koju je država Makedonija mogla da se uhvati i zaista je delovao onako stabilno. Da, to je izraža težak pritisak. Da, zaista. I dosta hrabro se odneseš. Da. Tako da zanima me prosto imate li dostojnog zamenika za... Se nadam, ne možemo napred da zboram, no se nadam дека ќе се најде. Ali pretpostavljate da će i partija gospodina Zajeva imati svog? Apsolutno. Sigurno. И тие имаат сличен процес, но мислам дека нивниот кандидат негде на почетокот на март ќе се изјави. Значи прво ќе се знати ваш, па onda Прво нашиот, па потоа да. A kažete 15. maja, to se nekako poklapa sa izborima, 12. To se nekako poklapa sa izborima u Evropskoj uniji. Ako se ne varam. Da, izborite se u maju. Da, za institucije Evropske unije. Kada mi računamo da ćemo prestati da budemo zanimljivi Evropljanima, uopšte kao region, i mi, i vi, i svi ostali u regionu, zato što će se baviti svojim poslom i svojim izborima, očekuju se velike promene, da će desnica biti ta koja će sada preuzeti ceo Brisel, praktično, sve institucije. Pa desницата горе-долу и сега има главна улога во Европската комисија. Nešto manje, da. Може би ќе има и повеќе, ќе видим. Da. Dobro, vidjet ćemo, to je sve nešto pred nama. Мислам на ИПП. Da. Не знам дали мислите вие на поведека. Ne, mislim baš na da. To su te narodne partije koje, tako je, tu spada i naša vladajuća stranka, ako se ne varam. Često se sakjavate sa vašijot predsjedateljima. Tako je, pa ne, ovde recimo predsjedniku Vučiću je gospodin Zajev je zamerio viđenje sa gospodinom Mickovskim, mislim koji je vaš naslednik, ako se ne varam, na vrhu ВМРО ДПМН, jer Bože moj, kao što bi se on viđao sa njim ako nije nešto što je teorija zavere ili ne znam već šta, onda je lepo objašnjeno da se sve radi o narodnim partijama koje su zajedno u Evropskom parlamentu i prosto sarađuju. Tako je. Recite mi,
Očekujete li možda nekakve promene u Makedoniji koje bi dovele do prevremenih parlamentarnih izbora? Koji bi, pa, evo, 2 godine su prošle, tako? Znate što? Mislim da je aktivната vlast, predvodena od SDSM, prevremeni izbori bi prihvatila samo dokолку dobija od nekoga podrška za tije da bidat... Da budu sigurno da dobiju. Da ne bidat baš regularni. Inaku ne bi prihvatila. Posle sve ova što go napravi, mnogo teško bi pominjali na izbori. Od koga mogu takvu garanciju da dobiju? Pa možda od nekoj što je moken. Sigurno vam je poznata priča da je glavni grad Makedonije na neki način zamenio ovaj grad u kome se danas nalazimo, Budimpeštu, u nekim organizacionim stvarima koje se tiču raznih opozicija po regionu. Kao što su nekad opozicionari iz Srbije, Makedonije, Crne Gore, ne znam, Bosne, Hrvatske eventualno, dolazili ovde na kratke kurseve i obuke kako da se bore protiv vladajućih stranaka. Tako je Skoplje sad preuzelo primat i sad se ide tamo. Mislim da je prvi znak za tako nešto dala gospođa Theresa May, koja je bila valjda i prvi zvaničnik koji je posetio, bez obzira na njen Brexit i to što ona više nije. Britanija je Britanija, mislim. I od tog trenutka kreće ta vrsta aktivnosti u Skoplju. Jaz, koliko što sećam, Theresa May беше минатата година пред... Tako je, odmah posle Sofije je došla da se objavi rešението zimето. Tako je. Но прво се објави едно друго решение, Република Илинденска Македонија, кое што наводно прво било договорено, но подоцна Грција се повлече. А потоа имаше уште преговори, па потоа дојде до ова решение кое што е сега. И не можам да знам дали Тереза Меј има или нема некаква специјална улога во тоа, но јасно е дека целокупната меѓународна заедница, западната меѓународна заедница, ona je došla u Skoplje da odatle pošalje poruku kako treba svim silama se boriti protiv Rusije. Prosto to je bila njena poruka iz Skoplja tada kada je prvi put posetila. Da, to je geopolitički studio pomilju istokot i zapadot vo momentot. I uglavnom na zapadu je veliko zadovoljstvo zbog ovog ishoda stvari u Makedoniji, jer se smatra da je na taj način nekako Rusija izgubila jednu poziciju na Balkanu. Da li ste se vi ikada osjećali kao ruski čovek? Ne, apsolutno. Ja celo vreme se osjećam kako makedonski čovek. Ni ruski, ni vakov, ni onakov. I se borim za makedonskите interesi. Ние сме мала држава, со ограничени ресурси, со многу тешко минато, со тешко стегната независност и со незатворено прашање, национално прашање. Македонското прашање се уште не е затворено. И ние нема да се помириме додека тоа не се затвори во корист на македонците. Некои луѓе мислат дека сега е затворено, но е на штета на македонците. И тоа не може да остане така. Порано или подоцна, ова прашање што сега заедно во наводници затвори, повторно ќе биде тема. И повторно ќе биде предмет на политичка борба. Што мислите, кад? Па, не можам да посетам кога, но логично е тоа да биде повлезат во НАТО, кој што ќе биде, колку што можам да разберам, или крајот на ова, или следната година, и повлезат во Европската унија. Pre neki dan ja sam pogrešila rekavši primljeni, ali zapravo sve zemlje članice su dale odobrenje da Makedonija bude primljena valjda na sledećem zasedanju ili Znate што, нам ни е одземено нешто што е многу лично, интимно, нешто што ни припаѓа. Нешто што против никого не атакуваме. Ние немаме територијални претензии према Грција. Ние немаме никакви претензии ниту према Грција, ниту према Бугарија, ниту према било која земја во околината. Нас ни се одзема да може да се нарекуваме така како што се нарекуваме со години, со децении и со векови. Тоа е непринципилно, тоа не може да обстои. Тоа може вештачки еден период да обстои. Не може на долг рок да обстои. И јас сум убеден дека се додека има македонци,
to prašenje će biti otvoreno i će se zatvori v toj moment koja će biti korist na makedonska nacija. Šta to mora da se promeni u Makedoniji? Jer ja pretpostavljam da vi sad nemate ni blagu predstavu o tome koliko ćete ostati ovde gde ste. Šta to treba da se promeni u Makedoniji da biste se vi vratili? Pa, treba da se oslobodi sudstvo, za da možem da funkcioniram normalno. Treba da nemame zarobeno sudstvo. Ako imame normalno sudstvo i nezarobeno sudstvo, ja znam дека nema li da ima sudenja, tije ki ги повлечат обвинителството, ки ги повлече обвиненията, бидејќи нема никакви валидни докази. То е тоа. Јас сум овде принудно дојдем. Разумем. Да се некој период да се засонам од политичкиот програм кој што е врз мене и од ризиците кои што ќе беа доколку влезе во затвор. Ali pretpostavljam da se niste odrekli političkih aktivnosti. Pa ja sam se ušte pratjenik po parlamentu na Makedonija, tako što to je to. Vama neće oduzimati mandat, pretpostavljam, nemaju od ono što go slušam, pravnih osnova nemaju. Od ono što go slušam se podgotovati to da go napravят. A jel? Da. Postoji една голема фрустрација од страна на СДСМ кон мене, која што е секојдневно се гледа. Значи, јас веќе 3 години не сум премиер. Ali to liči na vrstu privatne mržnje. Mislim, odakle to potiče? Не знам, веројатно од 10 изборни порази поред. Нема што друго. И од успесите кои што ги имавме. Како велите вие во Србија, успех се најтеже прашта. Tako je. To je to. Tako je. Najlepše vam hvala na večerašnjem razgovoru. Prijatan vam ostanak ovde. Ja znam da vam domovina nedostaje sigurno. I porodica i prijatelji, one ulice poznate, ali prosto sigurna sam da ćete se vi snaći i... Moram. Hvala vam puno, bilo mi je drago što sam bio vaš gost u vašoj emisiji. Hvala još jednom. Svi gledalci koji što su nas gledali. Hvala još jednom. Balkan bure baruta, bio i jeste. I teško je jedinki da se sama bori da on to više ne bude u budućnosti. Boriti se može naravno i politikom. Iako je nekad poput sfinge koja proždire one koji ne reše njene zagonetke, politika je ipak najbolja kad je iskrena. Onaj ko se upusti u politiku ili ljubav neće izaći kada to poželi. I zato srce jednog političara mora da bude u glavi.